Кризата во Македонија удри и по туризмот. Првомајските празници оваа година, споредбено со претходните години, донесоа помалку туристи во Малешевијата, сведочат угостителите во туристичко Берово. Оваа година, за разлика од претходната, е послава, сегато. По наше видување, причина за тоа е моменталната ситуација која што е во Македонија или настаните кои што се случуваат во Скопје. Тоа исто така има, таа ситуација има доста голем импакт и во претходниот месец-два. Во хотелите го потврдуваат овој факт, но според нив засега нема поголемо откажување на резервациите, па и овој продолжен викенд им ги донесе очекуваните гости. Гости моментално имаме од Холандија, Англија, имаме шпанци, зборувам за помал индивидуални посети, не се работи за групна посета, бидејќи на празници претежно се индивидуалните посети. Малешевијата дава одлични услови за одмор и бегство од реалноста. Најбројни беа гостите од Македонија за продолжениот празничен викенд. Прв пат, тука сме доаѓаме во Берово, чисто некако за релаксација, за одмор дојдовме, да прошетаме, да видиме што се случува околу Берово. Преубаво е. Луѓето народот се супер. Местото многу убаво е. Не доваѓаме прв пат, доваѓаме почесто, тука имаме роднини. Туристичките работници од најтуристичкиот град на истокот очекуваат скоро стабилизирање на политичката состојба за да не ги бројат директните штети од неа. Така, најавите за сезоната што следува се дека во Берово треба да стигнат традиционалните гости од Холандија, Израел, Англија, САД, а секако и гостите од Бугарија и Македонија.